Ципрас најави предвремени парламентарни избори кои најверојатно ќе се случат на 30 јуни. По синокешниот огромен пораст на Сириза, се поизвестно е дека опозиционерот Мицотакис ќе ја предводи новата грчка влада. Неговите јасно упатени пораки дека ќе се бори со така наречените последици од Преспанскиот договор под знак прашалник ги ставаат интеграциите на Северна Македонија во Европската унија. Мислам дека Киријакос Мицотакис ќе настојува да биде прозападно настроен, од каде што ќе добие совети дека не би требало да продолжи она иста, да кажам, мелодија, грамафонска плоча која се вртеше 27 години. Сега прашањата се решени, го решила тоа една легитимна влада, еден легитимен парламент и се чини дека сите размислувања, поготово и на нашата опозиција овде, дека ќе дојде до некакви промени или кочење од страна на Грција, јас мислам дека тешко може да дојде во предист. За цената што ја плаќа Ципрас и Сириза, грчкиот министер за транспорт и врски изјави дека владата не се погрижила детално да го објасни договорот од Преспа во Северна Грција. Од друга страна, пак Каменос од независни грци кој излезе од владата пред ратификација на Преспанскиот договор во грчкиот парламент, на својот официјален Твитер профил напиша: Сириза се самоуби во Преспа. Не може да се толкува врзано за Преспанскиот договор дека е причината што Сириза ја изгуби довербата, да речеме, на гласачите. Гласачите кај Сириза дојдоа од многу партии и тие едноставно кога не си ги оствариле своите цели и интереси, очигледно дека се враќаат во своите поранешни стада. Изборите на локален ниво сега покажаат дека, да речеме, скоро 90% од општините порано што ги имала Нова демократија си ги повратила со бројот на гласачите. Кандидатите на Нова демократија водат и во трката за градоначалници на Атина и Солун, каде е потребен втор круг. Ципрас изјави дека по второто гласање на 2 јуни ќе побара од председателот Павлопулос веднаш да свика национални избори. Конечната одлука ќе ја донеселе граѓаните. Во меѓувреме и тој како Заев свика Централен комитет на Сириза, ќе ги преиспитува одлуките на партијата и владините функционери.